Почитувани граѓани, почитуван председател на Собранието, почитуван председател на владата, почитувани представници на медиумите, ви благодарам за поканата и за можноста да се обратам на денешниот настан, со кој започнува работата на акцијската група за координација на институциите на државата за борба против дезинформациите, што е на иницијатива на владата на Република Северна Македонија. Преку овој процес ние се приклучуваме кон иницијативите кои веќе се имплементираат во десетина од најразвиените држави во светот, на тој начин преземајќи одговорност за јакнење на нивната внатрешна демократија, но и на демократијата во глобални рамки. Иницијативи од овој тип преземаат не само владите и државните институции, туку и големите медиумски куќи, технолошките гиганти и граѓанските организации, кои знаат дека борбата со дезинформациите ја поттикнува медиумската писменост и безбедната употреба на интернетот, но исто така знаат дека тоа пред се значи и преземање на сериозна општествена одговорност за нашата заедничка иднина. Благодарение на дигитализацијата и на технолошкиот развој, денес живееме во ера кога со еден клик ни се достапни илјадници вести за најразлични теми и кога можеме да ги следиме случувањата и во најоддалечените места на планетата во реално време. Меѓутоа, како консументи на огромниот број медиумски информации кои брзо пристигнуваат, често немаме можност да направиме разлика дали тоа што е пред нас е вест која ги следи новинарските стандарди и дали е проверена информација заснована на факти, која му служи на јавниот интерес, или пак е производ на пропаганда со цел да ја дезинформира јавноста. Од вести кои се однесуваат на естрадата, медицината, научните пронајдоци, па се до влијанието врз изборните процеси, дезинформациите се појавуваат на било кој канал за комуникација и веднаш стануваат актуелни во разговорите во нашите семејства, на работните места, во училиштата, но најмногу во виртуелниот свет на социјалните мрежи. Во изминатите години го видовме потенцијалот на лажните вести да влијаат врз крупни политички и граѓански процеси и кај нас, и во светот. Лажните вести полека, но сигурно стануваат една од приоритетните закани за националната безбедност на многу држави, заради нивниот капацитет да ја изобличуваат вистината и да ги подкопуваат вредностите на демократијата како политички систем. Почитувани, справувањето со кампањите за дезинформирање и со лажните вести нема да се случи преку ноќ и само со усвојување на акцијски план и формирање на работна група. Тоа е процес што бара постојани напори и соработка од сите државни институции, од медиумите, од граѓанскиот сектор, како и од системот на образование, со цел заеднички да придонесеме за промени кон подобро. Во таа насока ја поддржувам и оваа и секоја друга иницијатива која на една маса ќе ги седне и државните институции и медиумите, затоа што борбата со лажните вести не може да биде добиена без вклучување на медиумската заедница. Медиумите се столбот на една демократија, општество во кое нема силни медиуми и квалитетни медиумски производи е општество во кое демократијата не може да се развива. Да бидам уште попрецизен и да го проширам концептот за кој денес зборуваме. Овој акцијски план за борба против дезинформациите ќе биде успешен само доколку сите чинители се заедно насочени кон истата цел. Кога велам сите, мислам на политичките субјекти, на државните институции, медиумите, новинарските еснавски здруженија, граѓанските организации, академските институции и сите граѓани кои треба да бидат вклучени во еден отворен процес преку поднесување иницијативи уште пред финализирање на документите. Мојот кабинет и јас лично сме отворени за соработка со сите институции и поединци од земјава и од странство, кои сакаат преку заеднички напори да ги дефинираме најдобрите практики, со цел да придонесеме за намалување на ширењето на дезинформациите, а со тоа и на нападите врз демократијата. Убеден сум дека додадена вредност на оваа иницијатива е што со справувањето со дезинформациите, при справувањето со дезинформациите ќе ги споделуваме искуствата со нашите стратешки сојузници и ќе учиме едни од други. Да заклучам, на дезинформациите треба да одговориме со поголема транспарентност. Институции со интегритет комуницираат со јавноста со навремени, јасни и прецизни информации и помагаат да се создаде опкружување во кое образовниот процес инвестира во нови генерации млади луѓе со развиени аналитички вештини, а медиумите помагаат јавноста да формира критичка свест. Тоа е единствената насока која води кон отворено општество,
што мисли за својата иднина. Медиумската писменост и справувањето со дезинформациите се одлична инвестиција за развој на општество на слободни граѓани, кој верувам дека е нашата заедничка и крајна цел. Ви благодарам.